Подрачните канцеларии на УЈП ќе работат и утре, за да им излезат во пресрет на граѓаните кои се уште не ја исполниле законската обврска за пријавување на дополнителните приходи. Вратите на управата за јавни приходи ќе бидат отворени и во сабота од 8:30 до 14 часот. Пријавите се вршат во една од канцелариите на УЈП, лично или преку физичка или електронска пошта, а пријава може да се пополни директно на интернет за оние кои се регистрирани на системот е-даноци. Годишната даночна пријава ја поднесуваат во канцелариите на управата за јавни приходи секој работен ден од 8:30 до 18 часот и сабота од 8:30 до 14 часот. Исто така, годишните даночни пријави може да се поднесат и во контакт центарот на управата за јавни приходи во Скопје, градски трговски центар, втори спрат. Годишните даночни пријави може да се поднесат и преку пошта, до надлежните регионални дирекции, во зависност од на која дирекција граѓаните и припаѓаат по место на живење. Доколку се регистрирани како корисници на даноци, граѓаните годишните даночни пријави можат да ја поднесат и преку електронски пат. Од управата за јавни приходи апелираат за задолжително доставување на даночните пријави, бидејќи казните за непочитување на предвидениот рок до 15 март се превисоки. Оние кои нема да достават пријави, а оствариле дополнителни приходи ќе се соочат со глоби од 6.000 до 12.000 денари. За неподнесена годишна даночна пријава, нереално прикажување, нецелосно пријавување на приходите кои ги оствариле во изминатата година, на граѓаните ќе им биде изречена глоба за сторен прекршок и глобите се движат во вредност од 100 до 200 евра во денарска противвредност. Што значи задолжителна обврска е на сите граѓани што оствариле дополнителни приходи да поднесат годишна даночна пријава. Да спомнам дека крајен рок е 15 март 2016 година. Заклучно со 9 март, до управата за јавни приходи во Струмица заедно со даночните шалтери на Василево, Босилово и Новосело поднесени се околу 8.000 даночни пријави за дополнителни приходи.